Да ги погледнеме кратките најави за денешните настани. Одговори на прашањата за имунизацијата барајте од докторите, а не наидите. Преку традиционалните спортски игри да се врати значењето на детската игра и меѓусебното дружење, порача од Охрид председателот на Република Македонија Ѓорге Иван. Познат изгледот на новата плажа која ќе се гради во атарот на село Оровник. 139 фирми од Охрид на црната листа на УЈП. Атлетичарот со протези на барање на судијката нанозе ја изслуша пресудата. Пред да започнеме со најавените содржини, да погледнеме временската прогноза. Данкат ви донесува метео на ТВМ. И денес во Охрид времето умерено облачно и нестабилно со услови за локален дожд во попладневните часови. Беше измерена максимална дневна температура на воздухот од 24 степени Целзиусови. Воздушниот притисок изнесуваше 1015 хектопаскали. Утре нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици ќе биде на северозапад од Пиренејскиот полуостров, на Балканот и на југот од Апенинскиот полуостров. Врнежи од дожд ќе има и во Централна Европа. Во останатите предели ќе биде претежно сончево со локална облачност. Дневните температури од 18 до 30 степени. На Балканскиот полуостров утре времето ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици. Дневните температури ќе се движат од 18 степени во Загреб до 30 степени на југ од Грција. Во Македонија утре предпладне времето ќе биде претежно сончево со локална облачност, додека попладне нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици. Утринските температури ќе се движат од 8 до 17 степени, а максималните дневни ќе достигнат до 22, односно до 31 степен. Во Скопје утре предпладне времето ќе биде претежно сончево со локална облачност, попладне нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици. Утринската температура од 14 степени, а максималната дневна ќе достигне до 28 степен. Во Охрид во сабота предпладне не очекува претежно сончево време со локална облачност, а попладне нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици. Утринската температура од 12 степени, а максималната дневна ќе достигне до 25 степен. Во Охрид во наредните денови следува промена на времето и поинтензивни врнежи од дожд во недела и понеделник. И дневните температури ќе бележат благ пат и ќе се движат во интервал од 21 до 25 степени. Гледавте метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Парк Голден Бич. Спој на природната убавина и модерниот дизајн. Допир на луксус во доминантно бела боја покрај езерското синило. Прекрасна атмосфера, коктел, бар, базен со џакузи, слободен влез. Туристичкиот комплекс Парк врши продажба на апартмани од 1750 евра за метар квадратен. Почувствувај го сонцето на златната плажа. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ.
Експертите им порачуваат на родителите кои се вклучени во кампањата против имунизацијата, која неколку години е актуелна во Македонија, одговорите на прашањата да ги бараат на вистинското место, но укажуваат дека е потребно и подобрување на комуникацијските вештини на здравствените работници со цел да се отстранат неоснованите стравови кои се добиваат од примањето на паушалните и непроверени информации за штетноста на имунизацијата. Антивакциналното движење кое кај нас стана актуелно последниве неколку години не е ништо ново. Ако истото во Соединетите Американски држави беше актуелно пред 15 години, во Европа пред 10 години, последниве 2 години крена голема прашина и кај нас, па дури стигна и пред Уставниот суд на Република Македонија. Медиумите, социјалните мрежи и најразличните дискусии на форумите придонесоа за актуелноста. Родителите благо речено збунети, бомбардирани со диаметрално спротивни информации за имунизацијата, од оние кои се категорично против имунизацијата до информации кои ја објаснуваат и поддржуваат истата. Младите родители одговорите на тие прашања треба да ги бараат од здравствените работници кои се бават со оваа проблематика, експерти кои ќе им ги дадат точните информации, вели доктор Катерина Ставрич, педијатар од Медицинскиот факултет од Скопје. Ние го имаме знаењето, ја имаме науката, научните достигнувања, се прати, ги имаме доказите, значи сепак као доктори, као професионалци ги имаме тие факти сите ние од наша страна. Од друга страна, родителите е нормално да прашуваат под притисок на сите овие состојби, да имаат сомненија и треба да се воспостави една доверба, комуникација. На докторите нас и воопшто на здравствените работници ни требаат подобрување на комуникацијски вештини, подобрување, повеќе време да им одвоиме за разговор со пациентите, за да можат сите прашања кои што ги имаат родителите да им се даде одговор. Нема точен одговор, треба да се разговара. Во врска со тврдењата за поврзаноста на имунизацијата и аутизмот, Ставрич ке рече дека научниците веќе 15 години работат на поврзаноста со примањето на вакцините за сипаници со аутизмот, но дека се уште конкретни докази за тоа нема. Доктор Драган Јанковиќ, пак представник на Светската здравствена организација, согласен дека здравствениот систем во една земја треба да воспостави надзор на сите реакции кои се јавуваат после секоја вакцинација, а сите здравствени работници да бидат во целост информирани и за ризиците на секоја вакцина, ризици пак кои се можни при било каква медицинска интервенција. Она што е најлошо во ситуациите кога нема јасни, прецизни информации е кога скандалозната информација го привлекува вниманието на родителите. Сите сме склони да го прочитаме она што е напишано со големи црвени букви на насловната страна, а да ја немаме целосната информација која би ни помогнала во донесување на одлука. Ке повторам, сите вакцини кои се пуштаат се проверени при нивното производство и тоа секоја поединечна серија. Здравствените работници треба да ги следат несаканите појави кои се јавуваат после вакцинацијата, но кои не мора да се поврзани со вакцинацијата. Ако тврдиме нешто, мора да бидеме сигурни дали тоа е причината или не. Тврдиме, морамо да будеме сигурни да е узрок тоа или ние. Годишно околу 150.000 деца на различна возраст се вакцинираат во Македонија. Опфатот е во просек околу 95% за сите вакцини, но се уште има поделеност и недоверба на родителите за најновата вакцина против инфекции со хуман папилома вирус или позната како ХПВ вакцината, која од 2009 година е задолжителна за девојчиња на 12 години. Минатата година вакцината ја примиле 50% во државата, а во Скопје меѓу 20 и 25. Оние родители кои нема да ги вакцинираат децата добиваат казни од 500 евра по пријава на инспекција и за сега околу 200 случаи се на суд за одбивање различни видови вакцини. Караванот на проектот Спортски бонтон денес во Охрид. Овој проект представува еден вид учење, другарување, запознавање меѓу себе, но и запознавање на градовите кои ги посетуваат децата, истакна председателот Ѓорѓе Иванов, кој е покровител на настанот. Организаторите сметаат дека со оваквите настани ќе се зачува традицијата и ќе се подобрат односите меѓу генерациите и различните заедници во државата.
Тегнење, јаже, скокање во вреќа, борба за седнување на столче и уште неколку традиционални игри покажаа децата учесници на манифестацијата Спортски бонтон, која денес се одржа на ке од Македонија во Охрид. Целта на проектот е преку традиционалните спортски игри да се врати значењето на детската игра и меѓусебното дружење. Председателот Ѓорѓе Иванов изјави дека децата кои учествуваат во овој проект го согледуваат светот кој е надвор од нивните училници, надвор од компјутерите и новите технологии. Од реакциите што ги гледаме кај децата, навистина на нив им годи да се подсетуваат на игрите на нивните родители, на нивните предци и да откриваат во секој град кој го посетуваат која е специфична игра за тој град. И тоа е еден вид учење, другарување, запознавање меѓу себе. Запознавање на децата, меѓутоа и запознавање на градовите кои ги посетуваат, бидејќи во секој град домакините подготвуваат и програма да го покажат она што е нивна специфичност. Така што овој проект досега покажа многу позитивни резултати и затоа продолжува. И затоа имаме благодарност до Институтот Глобал кој е иницијатор на сево ова и до Американската амбасада која го препозна проектот и го поддржува постојано. Председателката на Охридскиот совет Гордана Коњановска рече дека често што нашиот град е домаќин на еден проект кој од огромно значење за младата популација, со што децата ги потсетуваме на вредностите како што се толеранција, меѓусебно разбирање и почитување и фер релации во сите сфери на животот, како што е тоа во спортот. Сум сигурна дека искуствата од овој проект ќе бидат добре дојдени во наставата, пред се по физичко воспитување во образовните институции и во наставата воопшто. Општина Охрид прави постојани напори да ги подобри условите во образовните институции, особено во делот на спортот. Пратеникот Александар Николовски рече дека тој е дете кој израснал со традиционалните спортски игри. Тој упати апел до родителите да ги едуцираат своите деца, да се потсетат на нивното детство и на тој начин да им пренесат како треба новите генерации да се развиваат. Имајќи предвид дека се повеќе од новите генерации остануваат дома пред компјутер или пред таблет, а се помалце одат надвор и се социјализираат. И би сакал тоа да се промени, би сакал да му се заблагодарам на председателот заради тоа што ја поддржува оваа иницијатива и оваа акција, која што, повторувам, се надевам дека ќе стане традиција. Исто така честитки за идејата до организаторите и за сето она што го прават. Организаторите очекуваат дека преку проектот Спортски бонтон ќе се зачува традицијата и ќе се подобрат односите меѓу генерациите и различните заедници во државата. Се обидуваме на крај или ќе направиме сериозни напори се тоа што го гледате и вие денеска тука, да го публикуваме на еден најквалитетен начин, да дадеме легенда за сите тие игри традиционални кои се подзаборавени во нашата држава, оти според мене традицијата е таа која ќе не одржува во тој глобален свет и ќе не распознава и дели од другите, ако сакате, со тоа што ние би биле како реализатори најзадоволни ако таа публикација по завршувањето на проектот биде дисперзирана во сите општини, не само во општините кои се учесници во самиот проект, во сите општини, како едно трајно дело и тоа се да продолжи. Покровител на манифестацијата е председателот на државата, а целиот проект го поддржува и Американската амбасада. Караванот на Спортски бонтон ги опфаќа општините Охрид, Свети Николе, Новосело, Маврово, Ростуше и Карпош. Проектот се реализира трета година поред. Избран е проектот за изгледот на новата плажа на Охридското езеро во општина Дебрца. Граѓаните кои гласа на интернет анкетата објавена од Министерството за транспорт и врски во најголем број избраа модерно и помалку футуристичко идејно решение во доминантна светла сина боја со продолжена платформа за лежалки во водите на езерото и сервисен пункт и шанг на брегот во облик на школка. Избрано идејното решение за изгледот на новата плажа на Охридското езеро во општина Дебрца. На анкетата објавена од Министерството за транспорт и врски, на која граѓаните можеа да гласаат за вкупно 5 понудени идејни решенија за оваа плажа, избраното решение добило 56% од вкупниот број гласови. Плажата во должина од 500 метри се наоѓа во атарот на селото Оровник во близина на аеродромот Свети Апостол Павле. Според избраниот проект, ова мало делче од Охридското крајбрежје ќе добие атрактивен лик со модерна и помалку футуристичка плажа во доминантно светла сина боја, со продолжена платформа за лежалки во водите на езерото и сервисен пункт со шанк на брегот во облик на школка. Уредувањето на плажата е на барање на
општина Дебрца, а истата ќе се гради согласно највисоките туристички стандарди. Планирана е рамна песочна површина со автохтон песок, зеленило, хортикултурно и партерно уредување со клупи, фонтани за вода, детски игралишта, пешачки патеки од монтажно-демонтажни материјали. Од Министерството за транспорт и врски напоменуваат дека при изградбата на плажата посебно внимание ќе се води да не се наруши екоинтегритетот на околината. Се очекува по завршувањето на сите законски процедури, плажата да биде издадена под концесија веќе од следната туристичка сезона. Плажата ќе биде од големо значење за туристичкиот и економски развој на општина Дебрца и отворање на нови работни места, смета градоначалникот Игор Трајковски. Но оваа современо уредена плажа е само почеток. Општина Дебрца во иднина планира и уредување на блатото Сини Вирој во близина на Белчишта, како издавање на одобренија за изградба на винарски визби со кои би се развивал винарскиот туризам. На последната црна листа на должници објавена од страна на Управата за јавни приходи се најдоа 139 фирми од Охрид. Вкупната бројка на фирми и граѓани кои должат на државата по основ на даноци, придонеси или царински обврски се искачи на 3831 даночен обврзник. 139 фирми од Охрид на црната листа на УЈАП. Станува збор за мали и средни фирми кои должат на државата по основ на ДДВ, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување, акцизи и царински обврски. Тие не ги подмириле обврските по овие основи кои им доспеале во мај годинава и го пробиле рокот за плаќање 31 август. Според УЈАП, иако на ниво на државава се зголемува бројот на даночните должници кои се нашли на листата, кај фирмите е регистрирано намалување на вкупниот износ на долгот. Кај граѓаните пак е регистрирано зголемување на долгот. Според листата на Управата за јавни приходи на државата по основ на даноци должат 31 граѓани на Охрид. Инаку на листата на должници која ја објавува УЈАП, според законските прописи се наоѓаат сите фирми кои имаат повисок долг од 300.000 денари и физичките лица и самостојните вршители на дејност за долг повисок од 120.000 денари. Кристијан Пастори од Италија е победникот на Балкан Маратон Рели 2014 и ја освои големата награда бесплатно учество на Африка Еко Рейс. Јубилејното петто издание на Балкан Маратон Рели стартуваше од плоштадот во Самоков, Бугарија и финишираше на брегот од Охридското езеро. Надпреварот се организираше во партнерство со општина Охрид и општината Самоков, а главни организатори беа офроуд клубот 4x4 Adventure од Бугарија и мотоклубот Александар од Македонија. На стартот се појавија над 80 учесници од Холандија, Белгија, Италија, Австрија, Србија, Грција, Бугарија и Македонија. Најдобрите изминаа траса од повеќе од 2000 километри. На надпреварот зеде учество и легендарниот Жан-Луи Шлесер, инаку двократен победник на релито Дакар. Наградите на најдобрите им ги доделија Ангел Јанев, заменик градоначалник на Охрид, и Тодор Христов, директор на Балкан Маратон Рели 2014. Македонците на ова рели беа најдобри во категоријата теренски возила. Се крои нов закон со кој веќе нема да може да ве исклучуваат струја за две неплатени сметки. Евана, кабелските и телефонските оператори, водовод нема да може да исклучуваат за неплатена сметка без знаење на корисникот и без решение. Односно, претходно ќе мора да го најдат корисникот, да го известат и опоменат. Тие ќе имат обврска и пред евентуалното исклучување да поднесат постапка до управниот суд. Ова се предвидува во новиот закон за општа управна постапка, за кој вчера се одржа јавна расправа. Експертите сметаат дека со ова законско решение се нуди поголема заштита на правата на корисниците на услугите. Според нив, новиот закон за општа управна постапка е подготвен согласно со европските стандарди и начела со помош на експерти од Европската унија. Министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски се надева дека новиот закон ќе подобри работата на администрацијата, а граѓаните ќе бидат позадоволни од услугите. Следуваат вестите од светот.
Јужноафриканската олимписка и параолимписка звезда Оскар Писториус е прогласен за виновен за убиство од небрежност. Тој на Свети Валентин минатата година ја уби својата девојка Рива Станкамп, а во судскиот процес се бранеше дека тоа го направил погрешка, мислејќи дека е провалник кој влегол во неговата куќа во Преторија. На Писториус му се заканува затворска казна до 15 години, но судијката има дискреционо право да ја одреди казната, па таа може на крајот да биде и условна. Каква казна ќе добие Писториус ќе биде соопштено дополнително за неколку недели. Судијката денеска на атлетичарот со ампутирани нозе кој користи протези му нареди да стои додека таа ја чита пресудата. Денеска официјално стапуваат во сила новите санкции на Унијата кон Русија кои првенствено се насочени кон економската сфера и со нив се опфатени и водечките руски енергетски гиганти како Роснефт, Транснефт и Газпром. Новите санкции првенствено се насочени кон продажбата и транспортот на нафта и нафтени деривати, како и кон продажбата, дистрибуцијата, транспортот и извозот на стоки и технологии со двојна намена. Со овие санкции, меѓутоа, не се опфатени секторот за вселенска индустрија и нуклеарна енергија, како и цивилното воздухопловство. На новата листа на компании кои се однесуваат санкциите се додадени уште 12 руски фирми, меѓу кои и Калашников, како и 24 физички лица. Меѓу нив се лидерите на сепаратистите од реонот на Донбас Александар Захарченко и Геннадий Ципкалов, подпредседателот на Рускиот совет на Федерацијата Јуриј Воробов и членот на Руската дума Владимир Жириновски. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган го одобри законот со кој се засилува контролата на владата врз интернетот. Законот предизвика незадоволство меѓу граѓаните и со него, според аналитичарите, се зголемуваат стравувањата во врска со слободата на изразувањето во Турција. Со измените кои беа усвоени оваа недела се зголемуваат надлежностите на Дирекцијата за телекомуникации, која е раководена од поранешен вработен во разузнавањето, да блокира сајтови доколку тоа се смета за неопходно. Тоа била една од најголемите љубовни приказни во историјата, а сега изводот од книгата на венчани на Наполеон и Жозефина ќе биде понуден на аукција на крајот од септември. Документот со датум 8 март 1796-та, кој го подпишале Наполеон и неговата свршеница Мери Джозеф Рос Таше де ла Пагери, односно контесата Жозефина де Боарне. Иако историјата ги помни како неверојатно заљубените љубовници, овој документ покажува дека биле и доста практични. Во договорот се спомнува дека парот нема да биде одговорен за долговите и хипотеките на другиот партнер. Бракот на Наполеон и Жозефина е поништен во 1810-та, бидејќи немале деца. Почетната цена на овој документ на аукцијата во Париз, закажана за 21 септември, е 100.000 евра, но се очекува да достигне и 10 пати повисока цена. Ова беше се во денешниот дневник. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.